во Гевгелија ќе има 10 степени повеќе од... И се вративме за спортската програма. Денеска ќе играат светските познати шпански шампиони Реал Мадрид. Денеска во Промес има свински кулен, 220 денари, има растојаните дечиња се вратија во форма и ве покануваат. Денеска во Скопје ќе биде zanimljivo и Македонија ќе биде сончево. Денеска во Македонија ќе биде времето топло и ќе има малку облаци. Во Албанија времето е многу студено и во Италија исто така многу студено. Имаме попусти во продавниците, смоки 5 денари, сок 25 денари, пати ќе биде само со 250 денари. Денеска, драги гледачи, во Скопје имаше многу голем дожд. Куќите, продавниците, фабриките, зградите се поплавени. Има многу несреќи. 300 луѓе загинаа. Добар ден, драги слушатели! Денеска ќе се обидеме да ви ја представиме работата на драмското студио Дон Кикот. Студио Дон Кихот работи во рамките на Дом на култура во просториите на Пионерски дом. Работиме веќе 1 месец, работат 3 групи. Едната група ја водам јас, другата група Тони Аврамов и третата група Катица Дупарова. Првичните впечатоци, она што сите не воодушеви е креативноста на овие млади луѓе, еден набор полн со позитивна енергија, со желба да се работи, да се создава и се надевам дека гевгелиската публика ќе може резултатите да ги види во најскоро време. Не поттикна да го формираме драмското студио. Живееме во едно време кога децата се заробени во рамките на технологијата, кога деноноќно се посветени на мобилните телефони, на компјутерите и да се промени таквата состојба, значи оне револт или пркос на времето во кое што живееме, беше главната идеја за работа на ова драмско студио. Желбата да се работи со деца постоеше долго време, меѓутоа можеби ова беше најпогоден момент кога созреа и кога на некој начин си го најде времето и моментот за работа. Кога започнавме со работа, со децата се договоривме дека основната цел ќе ни биде да
победиме две големи чудовишта, тоа е стравот и срамот. И ако успееме тоа да го направиме, ќе успееме во многу работи во секојдневието да победиме многу проблеми, затоа што постојано се соочуваме со овие непријатели и ако едно дете, млада личност застане на сцената соочено со 300 пара очи во себе, ако успее тој момент да го совлада, ќе успее да победи многу работи во животот. Браво! Браво! Јас се иска бев на продавница и си го ведам сладал. И то слади ми земам, и после... А јас препечи и потоа но мен не ме пушила во театр, и потоа се си ја и се и потоа много театр. И се много представа. И се много и се Браво, браво! На театър и се нарисува победечка и бех на шизиграфи и бех на дебата и така се така бех дома и всеки път да и да заедно в базето, а потоа се избришете и пак... Цели на драмското студио е да се развие љубов кон драмската уметност и театарот воопшто, да се поттикне развојот на потенцијалната надареност на децата, да се развие култура за посета на театар и проследување на театарска представа, да се збогатат знаењата од драмската литература и уметност, и најпосле, можеби она што е најважно, да се децата се дружат, да се забавуваат, да се споделуваат мислења и сугестии, најпосле младите да почнат да се социализираат. Матика, јас сум математичка сам. Математика ми природни науки изведов четврка. Јас сум математика. Петка по природни, петка по информатика, петка по историја, петка. Браво! Monò, la pule selekri, Bella fisica. le physique le punte, le fel la punte le fusé, le clis se pulata, le fes de la pule se la pule. Денеска ќе ви кажеме што има во новата фабрика за Адидас. Нови панталони Адидас, Вие слушате Македонска радио. Денеска ќе слушнете песната Македонско девојче. Денеска времето во Македонија ќе биде дожделиво, а можеби ќе врне снег. Во продавницата Aldi денеска има смоки од 5 денари. Големо кесе. Има нова акција во продавниците. Смоки 10 денари, чипс 20 денари. Утре ќе дават фудбал Реал Мадрид и Барселона на програмата 301 СК спортска програма 1. Денеска во Скопје председателот дојде во нашата земја и се скара со нашиот председател. Денеска играат утакмица Голден Стейт и Бостон. Топката е во Кевин Дуран. Кевин Дуран поподава на Стеф Кари. Во 2003 се почнува земјата да се издигува и ово е знак за вулканска ерупција во Јелоустон националниот парк. И најверојатно ќе се случи по 2025. Леброн Джеймс оди во напад и шака да шутира тројка и кош! Денеска во Македонија беше сончево. И во некои претежни градови врнеше многу дожд. И се очекува на повисоките делови да врне снег.